Продолжуваме со нашата утринска програма и впрочем како што најавивме во овој дел ќе зборуваме малку за младите, за проектите кои што се организираат токму за нив, за нивното творење или креативно изразување. Овие проекти се секогаш добре дојдени, а исто така и ние имаме простор и можност во нашата утринска програма да зборуваме за тие проекти, се со цел да дадеме нашата поддршка, но и за да има повеќе вакви проекти во иднина за младите, кои што се и нашата иднина. Во продолжение ќе зборуваме за проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Ќе се осврнеме на значењето и важноста на Центарот за фузија на идеи, како и инспирацијата за отпочнување на оваа активност. На оваа тема во утринската на Телма ни доаѓаат Настасија Стојановиќ, која што е представничка од проектот на USAID, за кој што ќе зборуваме. Потоа тука ни е Тамара Младиновска, една од ученичките, конкретно ученичка од училиштето Браќа Миладиновци, и Хана Буши, ученичка од училиштето Цветан Димов. Ви посакувам добре дојде во нашата утринска програма. И ви благодарам што и денеска сте со нас да може да позборуваме за овој проект. Пред се, Настасија, ќе почнеме со тебе како представничка на овој проект, а потоа би сакала да ги слушнам и мислењата на овие две млади убави девојки кои што се дел од овој проект, и бидејќи се работи за креативно изразување, ќе позборуваме за вашето лично креативно изразување, но и ќе поттикнеме да оние млади кои што не следат да добијат некоја инспирација и мотив за понатаму. Фала ви на поканата, задоволство е да се биде тука денес на вистина, особено кога се зборува на вакви убави теми. Како што кажавте, Центарот за фузија на идеи се спроведува во рамки на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Се работи за една активност која почнавме на почетокот на оваа година, а бевме инспирирани од сите искуства на проектот почнувајќи од 2017 година. Соработката наша со училиштата, успешната соработка и тоа што го слушавме од учениците постојано, имаше можност да ни укаже дека навистина младите имаат интересни идеи, креативни идеи на кои што ние повозрасните можеби не би ни помислиле или пак би ни делувале многу тешки за реализација. Инспирирани од се ова, одлучивме да започнеме со овој Центар за фузија на идеи, а наставата на далечина која што се одвиваше на почетокот на годината ни го овозможи, ни овозможи реализацијата на ваква активност и ни овозможи да вклучиме ученици од различни делови на државата. Значи работиме со 10 училишта широм државата, а сите сме вклучени на со помош на дигитална алатка, на еден онлайн линк и на онлайн состаноци. Се уште ги водиме состаноците онлайн, имаат можност учениците да разговараат, да разменуваат идеи, но сето ова е, како што кажав, благодарение на тоа што го имаме денеска како технолошка можност. Јас би кажала само уште нешто збор два со Настасија со тебе, а потоа ќе позборуваме за самото учество или удел, како велиме, дел од овој проект на USAID. 22 високо мотивирани ученици, сите тие се членови на ученичките парламенти од 10 училишта, кои што пак од почетокот на годината, како што споменавте, работат на развивање и спроведување на уникатни и креативни идеи за позитивни промени, и тие се разменуваа всушност во тие редовни онлайн состаноци, панел дискусии, конкретно по повод денот на планетата Земја, комуникацијски вештини, јавно говорење. Сето оваа можност која што им е дадена на учениците за да можат да бидат дел од проектот, да ги развиваат овие вештини, веројатно е една олеснителна околност за тоа кој пат сакаат понатака да го одберат или како сакаат понатаму да продолжат, бидејќи кога имаме можност да вака се изразуваме во тој период од животот, веројатно ни се отвораат видиците и за тоа што би сакале да правиме во иднина и каде би сакале да продолжиме. Апсолутно, тоа беше и нашата цел кога почнувавме, да ги мотивираме овие ученици да не чувствуваат воопшто страх, ниту пак сомневање, двоумење за нивните идеи, а уште помалку па да не се доведуваат во ситуација да ги споделуваат истите. Сега ние можеме да служиме само како инспирација на другите млади, а програмата беше концепирана на тој начин да претходно ние ги слушнеме идеите, но да овозможиме и обуки на учениците да се поттикнат, креативно да размислуваат,
да им се дадат нови информации околу младинскиот активизам, да се зајакнат нивните комуникацијски вештини за овие млади кога ќе излезат од оваа активност да имаат вештини со кои што ќе може и да ги промовираат своите идеи, но и да креираат позитивни промени. Тоа ни е пред се многу важно. Да, и кога веќе поминале низ вакво нешто, тоа значи дека и самодовербата им е на повисоко ниво, која што е исклучително важна, нели? Така. Тамара би продолжила со тебе околу впечатокот твој за овој проект при директното учество во него и колку кога се работи за твојата лична креативност, ова беше простор и можност да изразиш своји креативни идеи, бидејќи самата тема е центар за фузија на идеи. Само со овој проект ние имавме голема можност да ги изразиме нашите идеи, воедно што комуницираме со деца буквално од целата држава наша. Тука можеме да ги искажеме нашите идеи и воедно сите да не поддржат. Тука е Анастасија, воедно тука се и другите ученици кои што се вклучени во тој проект. Што е оно што би можело ние во овој момент да го искористиме како порака за младите кои што не гледаат и кои што веројатно можеби размислували и сакаат да бидат дел од ваков проект или проекти кои што ќе ги има во иднина, но јас пред да го одговорим ова прашање, од режијата ми дава знак дека тука ќе ви се извинам, малку ќе почекате во нашето студио бидејќи ми даваат информација дека имаме прес во живо. Приклучам и ја. Дали ќе биде проблем да ве замолам, да ви ја прекинам на крај дискусијава и да ве замолам за трпение да останете во нашето студио, со разговорот со Ивана да продолжите малку подоцна откако ќе слушнеме пресконференцијата од Бугарија, бидејќи Државното јавно обвинителство на Бугарија во моментов одржува прес, односно брифинг за новинарите со досегашните информации од истрагата за несреќа. Пресот кој што беше најавен, да го Така, да, би замолил краток джингл да се наместиме, да почнеме со пресот, да го проследиме па да продолжиме со програмата. Ви благодарам многу за трпението и за разбирањето. Продолжуваме сутринската програма и нашата тема за која што зборувавме малку пред пресконференцијата на која што се вклучивме во живо се разбира и информациите кои што ги пренесоа оттаму. Продолжуваме, но јас би дала едно потсетување, можеби за оние кои што нешто пропуштија од разговорот или пак за оние кои што го пропуштија оној дел, имавме подолга пауза. За да бидат во тек нашите гледачи, зборуваме за проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Темата е Центар за фузија на идеи и она што накратко го споменавме е дека во овој проект, односно се работи за група од 22 високо мотивирани ученици кои што се членови на ученичките парламенти од 10 училишта и кои што работат уште од почетокот на годината на развивање и спроведување на уникатни и креативни идеи за позитивни промени. Тие беа дел од редовни онлайн состаноци за развивање на идеи, обуки за креативно размислување, поттикнување на младинскиот активизам и развивање на комуникацијските вештини и јавно говорење и панел дискусии по повод конкретно на денот на планетата Земја. Сето тоа го продискутиравме со моите гостинки, ќе продолжиме и понатаму со оној втор дел од нашиот разговор за тоа што всушност представува овој Центар за фузија на идеи. Ги имаме во студиото Анастасија Стојановиќ, која што е представничка од проектот на УСАИД, како и Хана Буши и Тамара Младиновска, ученички од Цветан Димов Хана, а Тамара од браќа Миладиновци, кои што се учеснички во проектот. Ето така, потсетивме за гледачите кои што и во моментов се вклучуваат, но и за да имаме еден тек на разговорот. Стигнавме, ми се чини, до Тамара, во однос на пораката која што би требало од млади за млади да се пренесе, како дел од еден ваков проект, за оние кои што можеби го слушаат разговорот и сметаат дека токму таму им е местото кога се работи за развивање на идеи или за таа фузија на идеи. Сакаме да ги поттикнеме младите дека треба да ги кажат нивните идеи, дека секогаш ќе има некој што ќе ги слушне. Така, Хана, исто така како дел од овој проект би прашала каква идеја за промени беше предложена во твоето училиште? Идејата која ја предложи на нашето училиште беше дизајн на училиштето, која ние учениците сите заедно што не ја направивме една желба што е реализирано сега. Сите заедно соработивме и направивме огромни промени и убави промени на благодарение на Idea Fusion Center. Секој од вас како учесник се разбира има можеби и се разбира индивидуален пристап во однос на тие идеи, таа креативност, но има и индивидуален впечаток. Каков беше твојот впечаток, односно твоето искуство со Центарот за фузија на идеи? Во овој активност јас сум координатор и за мене беше големо и неописливо искуство.
се дружив со многу ученици од разни градови и се дискутиравме околу разни теми, како беше екологија, амбиции, мотив, панел на дискусијата и многу друго. Ова беше една голема желба за вас и сум многу задоволна. Да. Добро е тоа што во можеме да видиме и фотографии во склоп на нашиот денешен разговор, а и добро е тоа што исто така ќе потсетиме и ќе споменеме дека младите, особено пак кога се работи за креативноста, но и за идеи, па дури и решенија на проблеми кои што постојат за младите широм државата. На сесија споменавме на почетокот дека имаше можност во овој проект да се вклучат млади од различни локации од државата и исто така имаат можност да дискутираат и заеднички да соработуваат минимум 2 пати месечно. И сето тоа беше една олеснителна околност или подобрување на можноста да продискутираат, разменат идеи, а при тоа да се најде некои решенија за проблемите со кои што се соочуваат младите. Да, токму така имавме можност да видиме дека меѓусебно се инспирираат, па дури се дава и повратни информации едни на други. Некоја идеја е повеќе интересна, помалку интересна, па се дава предлози како да ја подобрат идејата и како резултат на се што беше дискутирано и оние обуки кои што ги поминавме, во текот на летниот период имавме можност да спроведеме 10 ученички иницијативи. Значи во секој училиште беше спроведена различна иницијатива. Хана спомена во училиштето Цветан Димов се работеше на дизајн на внатрешните ѕидови, на уредување на училишниот двор. Во Браќа Миладиновци исто така имавме интересна иницијатива, може и Тамара подоцна даде осврт. Меѓутоа добивме различни предлози од учениците, а ние им помогнавме преку нека символична поддршка да ги реализираат тие идеи. Значи во сите 10 училишта имаше позитивни училишни промени. И тука имаат и поддршка и од училишните координатори, како што се наставниците или представници на стручна служба, и тоа веројатно е помош плюс и поддршка плюс од оние кои што им се на некој начин претпоставени. Апсолутно, во текот на целиот процес ние да не се тука наставниците, односно училишните координатори, представници на стручните служби, зависи од училиште до училиште, не би можеле да бидеме толку успешни во спроведувањето на овие активности, бидејќи тие се нашата најголема поддршка и на проектот, но и на учениците. Така што им благодариме многу. Проектот продолжува и понатака. Би споменале во продолжение што е она што е следно во рамките на самиот проект да се реализира и до кога ќе трае истиот, па подоцна да се видат и да се сумираат резултатите и да се добие оној вистински ефект за кој што проектот имаше своја цел и визија. Така, конкретно оваа активност продолжува, Центарот на фузија на идеи за идеи продолжува да работи и во овој период работиме на развивање на една идеја на ниво на целиот Центар за фузија на идеи, значи оние 10 беа имплементирани, сега сите ученици заедно работат на едно нешто кое што би предизвикало позитивна промена за сите млади широм државата. Ќе продолжиме со работа на ова, подоцна идејата ќе се презентира пред представници на институциите, ќе се потрудиме да возможиме гласот на овие ученици да биде дополнително слушнат и оваа идеја можеби да биде понатаму и поддржана, но и да бидат свесните институциите за што им е потребно на младите, со какви проблеми се соочуваат и какви решенија тие предлагаат за решавање на овие проблеми. Воедно проектот продолжува и трае наредната година во првите неколку месеци, тука завршува, а за резултатите конкретно се постигнати огромни резултати во областа на меѓуетничката интеграција, на граѓанското образование, значи подобрени содржини на различни теми, за тоа зборуваат бројките, но секако ќе известиме дополнително. Да, ние сме тука секогаш кога има нови информации или податоци, а и резултати од проектите кои што ги организирате и спроведувате, се со цел да ги информираме гледачите, но и кога станува збор за само организација на проекти, да не остане на организацијата и покрај реализацијата сепак следуваат и резултати. Бидејќи овој проект е наменет за младите, особено и младите во образованието, и споменавме кои сите точки ги опфаќа, односно кои активности се дел од овој проект. Јас би прашала генерално за проектите на УСАИД на различни полиња, но кога УСАИД работи на проекти за младите, впечатокот од досегашната реализација за токму за ваквите проекти кои што се посветени на младите, веројатно бидејќи даваат резултати, понатака се спроведуваат на различни полиња.
Токму така, значи нашите впечатоци, особено преку оние формални па и неформални разговори со учениците, добиваме впечаток дека уживаат во ваквите активности, но и се потикнуваат и меѓусебно и ги потикнуваат другите соученици. Се покажува дека особено активностите за меѓуетничка интеграција, оние заеднички активности влијаат исклучително позитивно, се креираат интеракции помеѓу учениците и се рушат одредени бариери, а да не зборуваме и за младинското учество во кое што навистина имаме подобрување, тоа се прави преку подобрени содржини за граѓанско образование. Конкретно нашиот проект и тоа ние што го гледаме со младите, верувам и останатите проекти на УСАИД, е навистина инспиративна една приказна која што само не потикнува да продолжиме понатаму со идни активности. Но и да се зголемува инспирацијата кај младите, како што е во конкретниот случај. За жал се наоѓаме во услови на пандемија, каде што младите па и од повеќе аспекти се ограничени во однос на излегување и шетање со пријателите и во однос на комуникација меѓусебна во училиштата, па и за останатите активности кои што нели во нормални услови би ги вршеле, и ова е еден дефокус на она кое што ни се случува, за да може да се фокусираме на креативноста и инспирацијата. Уште едно прашање само посветено, односно конкретно кон Тамара наменето, за тоа кога зборувате со учениците или оние кои што се исто така ученици, а дел од проектот, што е оно што е најимпресивно од нивните идеи? Кога зборуваме за решавање на проблемите со кои што се соочуваат младите? Секогаш ги слушаме сите идеи и ги разгледуваме. Потоа ја бираме секогаш најдобрата идеја за решавање на било каков проблем. И никогаш не отфрламе да кажеме дека некоја идеја е лоша или добра, него секогаш сите се добри идеи. Да. Што значи дека еве ова ќе биде мотивација плюс, како што споменавме, за младите кои што и понатаму за проектите кои што ќе се реализираат, ќе има можност да бидат дел од истите. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето денешно гостување и рековме, во иднина ќе се видиме со сите оние па и нови проекти, но и податоци и информации кои што ги имаме од тековните. Имате добар ден и верувам се најкете на училиште, Хана и Тамара. Благодариме.